Честите промени на временските услови во голема мера влијаат врз здравјето на луѓето. Наглото менување на времето предизвикува нарушување на расположението и биоритмот, а дополнително ја влошува состојбата кај болните. Од промената на времето најмногу патат старите лица, хроничните болни и децата, вели доктор Беким Исмаили, специјалист по семејна медицина. Наглите промени на времето нормално дека влијае на здравјето на пациентите и поготово на оние што се хронично болни и на малите деца. Сведоци сме дека имавме релативно свежи временски услови, односно свежи температури, па одма на високи температури, би реколи тропикални температури, така да тоа влијае кај сите. Најчестите тегоби кои се јавуваат се замор, главоболка, покачен притисок. Лекарите порачуваат граѓаните да не излегуваат во период од 11 до 17 часот, да пијат повеќе течности, да конзумираат здрава и лесна храна и редовно да ја штитат кожата од изгореници и инфекции. Ние давам препораки да не се излегува во тој временски пик кога се високи температурите и UV зрачењата кога се многу високи, тоа значи од 11-11,5 некаде до 16 или до 17 похладне, да не се излезе без потреба, или ако треба да се излезе, секогаш да се носат заштитни очила и капа за сонце, тие што ги поседуваат. Тие што не морат нормално да не излезат, за хроничните, реков, би требало да дојдат или рано наутре да ја препишат терапијата, или може да праќат или по некој друг тоа да им се препише, бидејќи тоа не е возможено, можеме таа услуга да ја вршиме. Особено малите деца исто така треба да внимаваат, бидејќи има и доста промени, кожни промени се јавуваат, потоа ни се јавуваат промени во гастроинтестиналниот тракт, што го викаме ние, односно чести сега летово ќе имаме и проливи, односно диареи, повраќања, така да исто така да се внимава на храната која се консумира, значи убаво да се мие, по можност ако може зеленчукот и овошето и едно време би било пожелно да седат во ладна вода, да речеме пола сат, зависно од кој производ е, да седат убаво во таа ладна вода, па после да се употребат, да не имаме такви чести инфекции кои ни се така по принцип секогаш не се случуваат во летниот период. Кај некои пациенти може да дојде до навод на крвниот притисок. Значи малаксан и паѓа притисокот и да колабират. Кај некој може да дојде и до покачување на крвниот притисок. Зависи од што патологија се патат луѓето. Како можна опасност за нарушување на здравјето се и климауредите, особено ако често и неизменично се престојува во климатизирани и неклиматизирани простории. Дополнителен совет од лекарите е и препораката за носење на лесна облека во текот на престојните жешки денови.